Добро утро од Лајка, каде што ќе најавиме самата иницијатива која што се спроведува од Лајка, посветена на месецот на љубовта, или поточно кажано 14 февруари, по повод Валентин. Станува збор за иницијатива каде што по повод тој ден ќе можат граѓаните, сите оние кои што се заинтересирани, да го поминат својот ден со едно куќе од Лајка, односно да го изнесат надвор од прифатилиштето и да го поминат денот со него, шетајки, пиејки кафе и спроведувајќи многу други активности во текот на еден ден. Поточно како поминува оваа иницијатива и дали им се допаѓа на нашите сограѓани, во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка Радмила Пешева. Добро утро и добро дојдовте во Утринска. Добро утро, благодарам што дојдовте. Добро утро и на сите гледачи на Телма телевизија. Верувам дека има голем интерес за оваа иницијатива. Како поминува досега? Одлично поминува, ние се вчудено видевме на вистина колку многу луѓе се јавуваат за да ги прошетаат нашите куќиња и да поминат еден ден со нив. На вистина останавме запрепастени и веќе ги добиваме првите резултати, се сликаат со нив, ставаат, прават рилсчиња, ставаат на стори, не тагираат нас и може да забележите колку има убав одзив, веќе очигледно тоа. И не само тоа, куќињата се враќаат среќни, внесено има многу радост во животот, а тоа најмногу што сакавме да постигнеме со оваа акција, да им дадеме видливост и сите овие луѓе кои што се јавија да прошетаат наше куќе, да поминат ден со наше куќе, се практично најдобрите амбасадори на вдомувањето. Куќиња, мислам, акцијата испаѓа супер успешна, имаме толку многу јавувања, толку многу интерес, што решивме дека ќе биде редовна активност на Лајка, ќе продолжи останатите месеци. Ако се прашувате како дојдовме на идеја, нормално како месец на љубовта февруари, рековме па на нашите куќиња им треба, што им треба, најмногу им треба на нив љубов и како тоа да им го пружиме. Некои од нив се веќе подолго затворени овдека поради различни работи или немаат локација, или се пројавуваат агресивност на улица, а ова што без проблем излегуваат со луѓе надвор, одат во кафулиња, одат во петшопови, шетаат во парк, шетаат во кучешки парк на јавни површини, кажува дека може да бидат одлични миленици, дека едноставно само не се за на улица да бидат оставени сами. Бидејќи напоминавте дека ова на некој начин ќе стане традиција, ќе продолжи. Дали во овој период ќе трае до Валентин, па потоа ќе со текот на времето ќе стане традиција или ќе може било кој ден? Не, веќе цел месец куќињата ни се резервирани. Нормално најмногу има пријави за викенд, затоа што тогаш граѓаните не се на работа и се слободни да се посветат. Ние практично продолжуваме со самото тоа, ќе објавуваме акцијата, нели ќе подсетуваме, меѓутоа ќе продолжи и наредниот месец. Особено овој период се запролетува, веќе станува времето убаво, ќе биде поподатно за прошетки долги, да може да се искористи пријатното време. Како оди самиот процес на тоа резервирање на куќа за да биде нивен Валентин? Дали треба да се јави во Лајка или пак да пополни некој формулар? Се прво пишуваат порака, пополнуваат, се пријавуваат, нашите вработени им се јавуваат и прават една мала анкета, едно мало интервју, затоа што не секое куќе за секого. Имаме попасивни куќиња, имаме поенергични куќиња, има некои посилни раси. Граѓаните некогаш и си бараат одредено куќе да прошетаат, некогаш сме ние тие кои што даваме одредена сугестија. Како и да е, до сега се беше супер успешно, куќињата се враќаат пресреќни, добиваат подароци. Дали граѓаните сами си бираат куќе, освен што нели се пополнува таа анкета? Некои да, некои бираат сами, тоа обично се тие кои што нели имаат повеќе искуство, имаат куќе дома, знаат како да ракуваат со куќе и земаат поголеми предизвици, куќиња кои што бараат поголема јачина за држење, на ракување со куќето.
А некогаш и се отворени за сугестии од наша страна. Па верувам дека добиваат сугестии во однос на тоа нели како да се однесуваат со куќето, верувам добиваат некои насоки од вас. Добиваат секако, има и правила, нормално, затоа што се трудиме да го минимизираме ризикот. Овие наши куќиња се сепак куќиња од прифатилиште за кои што се е ново. Одење меѓу луѓе, ново влегување во пет шоп е ново, во куќашки парк со други куќиња е ново, шетање на поводник не е така да речеме честа активност. Меѓутоа до сега немаме негативен фидбек, немаме негативна реакција, се поминува во најдобар ред и нашиве штетеници се покажа како супер миленици. Да, чим напоменавте и на самиот почеток куќињата се враќаат срекни, тоа е тоа што треба да го знаеме за оваа иницијатива. Пред самиот крај сакам да прашам и колку всушност ваквите иницијативи влијаат да се зголеми вдомувањето на овие куќиња. Дали сметате дека влијаат? Секако дека влијаат, затоа што прво имате доказ дека куќето се однесува како нормален миленик. Затоа што најчесто се на некој начин стигматизирани куќињата од прифатилиште. Луѓето со ова сакаме да пратиме порака на граѓаните да не купуваат, туку да вдомат куќе, затоа што секој едно куќе, па дури оние напуштени, бездомни, кои што талкаат по улиците, сакаат некому да припаѓаат, сакаат да бидат дел од човечко семејство, да имаат свој човек, да имаат дом. Ниедно куќе не бара да биде бездомно и да талка по улици. Вистина ми е драго што имавме можност да зборуваме за една ваква убава тема и да се надеваме дека ќе трае, како што напоменавте, дека ќе стане традиција и дека во иднина ќе говориме за тоа колку се повеќе и повеќе се зголемува интересот од страна на нашите граѓани. Ви благодарам за интересот и што секогаш ги покривате нашите активности. Благодарам уште еднаш.